Ви благодарам. Само на кратко. Зошто е толку овој страшен случај? Бидејќи е типичен доказ за нефункционална држава, кај што не функционираат институциите на системот. Не е ова изолиран сличен министер. Ја не се сложувам дека е само една личност. Превентивниот и репресивниот дел, да. Еве директно. Дали сметате доколку вие сте одговорни за границите? Тие на трансакцијска сметка ли им плаќале? Не. Тие пари се пренесени преку граница. Станава збор за огромни суми. Тие ампули, ќе видиме истрагата, да не вршам влијание јас да не направам белјан, но најголемиот дел можеби и слегна бидејќи се пронајдени во другите држави. Доколку се реагирало уште на границата, доколку знаеме дека е јавна тајна дека определени пациенти во попладневните часови се третираат на онкологија, доколку истите функционирала државата би биле спречени уште на граница. Тоа го велев превентивното. Или доколку им укажевте на влада, кога кажаа дека ги правеле свесно, се го кршеле законот, доколку им укажевте дека треба да се преземат чекори или дека би можеле да одговараат, и тоа ќе беше превентивно, па можеби ќе застанале. Зашто застанале. Со промената на директорот не може да му увери никој дека постојат волшебни стапчиња, па за година дена половина од акумулираниот долг милионски би можел да биде намален. Едноставно, злоупотребата и криминалната алка прекинала да функционира и затоа се овие резултати финансиски што ги имаме за година дена, што ги укажа колегата Косич. Од тој аспект го кажав. И тоа е страшното. Не зависи од една единка. Овде имаме потврлање на системот. И тоа што загрижува, не сте само вие. Се дискутирало на влада. Сите биле запознаени. Покрај вас има уште дузина на други институции кои што требале веднаш да отпочнат соодветни постапки, кои што ќе резултирале ова да се реши час поскоро. Да биде комплетно разобличено и при тоа да не биде загрозена довербата во здравствениот систем. Да не ја најде истата судбина како што го има сега правосудството со 1%. Од тој аспект сакав само да укажам зошто ни е нашата толкава загриженост и згрозеност. Ви благодарам.